претходниот усвоен преглед на примени прашалници сортирани по основи е само број на прашалници. Содржината на прашалниците е сега она што јас ќе ви го презентирам. Имено од вкупен број на прашалници 87.352 по изборни единици генерирани се вкупно 21.000 во изборна единица 1, 21.151 прашалник, во изборна единица 2, 26.959, во изборна единица 3, 9.750, во изборна единица 4, 6.779, во изборна единица 5, 10.501 и во изборна единица 6, 11.095 и нераспределени имаме 703 прашалника. Од вкупно внесени податоци имаме 86.938 податоци и недостасуваат 414. Сакам да кажам кои се тие што недостасуваат, тоа се дел што физички недостасуваат и дел кои ги имаме, али во кои нема податок кој може да се внесе за да се обработи. Значи, сакам да има дистинкција. По однос на прашањата, јас би прочитал само не све, него еден дел. Например, на прашањето дали лицето дојде во подрачно оделение, тоа е канцеларија во рок од 3 дена од оставањето на известувањето и какви се податоците. Одговорот е дали дошол да или не. Овдеке имаме дека 1535 лица дошле и дале одговор во подрачното оделение. 3861 едно лице не дошло, а лица кои немаат одговор по ова прашање е 81.956 од вкупните 87.352. И ја би дал уште еден податок вака агрегиран во прилог 2 за прашањето 2. Мислам дека е интересно за сите нас. 5.2, да? Да. Например, ако не сте успеале да се сретнете со испитаникот, наведете ја причината. Никој не живее на наведената адреса, имаме одговор за 1043 испитаници. На адреса не живее лице со наведените податоци. За ова имаме одговор од 4678 испитаници. Испитаникот живее тука, но престојува на друга адреса, имаме одговор за 2945 лица. Испитаникот живее тука, но се наоѓа на привремена работа во странство. Имаме одговор за 8878 лица. За испитаникот, за прашањето, испитаникот живеел тука и се иселил во друга адреса во РМ, имаме 5093 одговори. Испитаникот живеел тука и се иселил во странство, имаме одговор за 7216 лица. Испитаникот живеел тука, не се знае каде е иселен, имаме одговор за 1303 лица. Испитаникот живеел тука, но починал. Затоа имаме 523 одговори. Испитаникот живее тука, но истиот нема право да гласа, одземена деловна способност, се 26 одговори. Испитаникот живее тука, но моментално се наоѓа во болница, имаме 409 одговори. И други причини, имаме 8354 одговори. Без одговор на овие прашања има 46884, од вкупниот збир 87.352.000. Јас мислам дека ова се така поинтересните податоци кои можеме да ги прочитаме, а ги има сите подетално и ќе ги објавиме на нашата веб страница. За П1. Повелете. Не го скокам, Еве за П1. Ќе ви кажам.
Пример, дали адресните податоци се совпаѓаат? Само момент. Да, само момент. Пет. Дали успеавте да се сретнете со испитаникот? Да и не е одговорот. Ево. На првото прашање, дали успеавте да се сретнете? Одговорот со да го дале 35.481. Дали успеавте да се сретнете со испитаникот со одговорот не? Има 41.435. На 10.436 не е даден одговорот, вкупните 87.352. Да ги читам и другите прашања? Толку беше. Толку беше. Само момент да го... Да или не? Нема, во анкетниот лист нема одговор ни да ни не. И тоа не можам да ви одговорам. Значи, од 35.000 ги сретнали и да, 41.435 не, а во 10.000 не, и нема ни да ни не. Јас како член на Државната изборна комисија во моментот не знам и неам одговор за тие 414 анкетни прашалници кои што физички недостасуват, односно можеби дел физички недостасуват, можеби дел не може да се внесат податците. Но не знаеме колку е тоа, ние сега паушално го збориме тоа. Можеби физички недостасуват, можеби не, дел не може да се внесат податците. Значи во секој случај може да се вади и тоа и тоа. Добро, ако може да се вади, тука сме за да имаме комплетна информација. Комплетен извештај. Треба овој извештај ние да го гласаме. Значи, во претходниот извештај морам да го искоментирам. Недостасува 285 физички личина, сега недостасува 414. Има разлика. За истата теренска проверка имаме различни броеви. Чудно ми е и одговора на прашањето од П1, каде што го искоментиравте, дали успеавте да се сретнете со испитаникот. Овде збореме за бројка од 10.436 внесени податоци, каде што анкетарот воопшто не заокружил ниту да, ниту не. А претходно имаме повеќе од 6.000. И тука имаме разлика. Можам конкретно да кажам бројка. Да не бидеме паушално. Зошто се појавува ова разлика? Јас не можам да ја премолчам. Во претходниот извештај, кој мнозинството го усвои, внесени, односно при примопредавањето, констатирале дека 6566 има такви внесени податоци, каде што не е одговорено тоа прашање, а во овој извештај кој што е сега во моментот на дневен ред, имаме 10.436. Има разлика од 4.000 различни одговори, различни бројки во два различни извештаи. Ме интересира и ќе инсистирам ДИК ова да го рачисти официјално со заклучок, со одлука, со извештај. Зошто и каде се појавува оваа бројка? Бидејќи не е мало.